слог на првата самогласка одназад. Како што ни во македонскиот, исто е и во македонскиот език така, никош не велиме маса, туку маса, не велиме учам, туку учам, не велиме училиште, туку училиште и така натаму. Grumio stertit, canis latrat, grumio surgit, quoquus est iratus. Не велиме iratus, не велиме iratus, ами iratus, бидејќи вториот одназад е долг, а знаеме по капчето што е напишано. Значи, секогаш кога читаме, се концентрираме на вториот одназад. Ако тој е долг, е акцентиран. Ако не, акцентот оди на третиот одназад. Бараме, значи, капче на вториот одназад, или две согласки после него, или една самогласка после него. Што ќе ни кажат дали таа самогласка вториот одназад е долга или кратка. Ако е долга е акцентирана, ако е кратка не е акцентирана и акцент се поместува на третиот одназад. Pestis, furcifer, quoquus clamat, Kerberus exit. Оваа буква X ја знаеме од математика, уште од основно училиште кога сме оделе, и ја читаме како кса, кса ит, exit. Излегува. Значи, exit. Да внимаваме, значи повторно ќе кажам, оваа буква никош не читаме ц, ами к, фуркифер, без разлика што после неа доаѓа и, некојаш по навика стара, така што сме научени да перцепираме од англискиот јазик, ќе ни доаѓа да го читаме с или ц, фурсифер или фурцифер, но ние никош нема да го читаме фурцифер, нити фурсифер, туку фуркифер. Нема да читаме серберус или церберус, ами керберус и така натаму. Што се однесува, значи, до читањето на овој текст, тие правила што ги кажавме нека биде доволни. Еве, да се подсетиме, значи ова буква секојаш да ја читаме К. Прво правило, значи, читаме како што е напишано. Второ правило, оваа буква секаде ја читаме К. Трето правило нека биде оваа комбинација која ја читаме Ква. И еве, четврто правило нека биде оваа буква дека се чита Кса. Exit. Понатаму како што ќе доаѓаме, како што ќе среќаваме во наредните текстови некои нови ситуации, ќе ги објаснуваме како се читаат. Сега да продолжиме, значи да ги научиме значењата на глаголите што се среќаваат во овој текст. Прво, глаголот најосновен и најважен ест. Тој е. Ест. Тој ест. Јесте. Ест. Yes. Да. Тој е. Ест. Познато ни е, тие што учеле француски, исто се пишува ест. Понатаму го имаме глаголот седет, што значи седи, седет. Трето лице еднина, седи. Тој седи, таа седи, тоа седи, седет. Тој седет, таа седет, тоа седет. Само што во латинскиот јазик третото лице еднина завршува на т, еве и во ест, и во седета, како во презенските говори седит, читат, пишит, спијат, лежит и така натаму. Еве го повторно глаголот ест. Еве глаголот лаборат. Гледате, и тој завршува на т, значи е трето лице еднина. Лаборат, значи работи. Имам пријател, тој е лаборант, работи како лаборант во болницата во Ресен и работи во лабораторија. Во лабораторија, работи во лабораторија. Лаборат, работи, глаголот значи работи. Еве го глаголот седи, значи седи. Скрибит. Еве уште еден глагол, скрибит, кој што исто така завршува на т, значи е исто така трето лице еднина. Скрибит, значи пишува, или на ресенски пишит. Пишит, на и, на т. Скрибит. Кога бев на факултет, некои мои колеги пред испит, кога се спремаа за испит, сака многу да пишуваат скрипти. Значи пишуваа скрипта, од која што подосна чита и го учеа испитот. Пишува скрипта. Студентот пишува скрипта,
Значи скрибит, скрипта. Пишува скрипта. Скрибит, пишува. Дормит, следен глагол. Дормит. Дормит завршува на та, значи трето лице еднина, тој, таа, тоа, дормит. Предпоставувам дека знаете што значи дормит од шпанските серии, дормит, а и од предпоставувам од француски јазик тие што учеле, италијански. Значи спие, или на ресенски би рекле спијат, на т, спијат. Дормит. Кога мојот пријател одеше во спалната соба да спие, бидејќи имаше несоница, заспиваше со тоа што се ги пееше првите 3 ноти. До, ре, ми, до, ре, ми, до, ре, ми, до, ре, ми, и така пееше се додека не заспие. Значи, до, р, ми, до, р, ми, до, р, ми, и дормит, спие, дормит. Понатаму глаголот интрат, еве повторно завршува на т, значи тој, таа, тоа, интрат, трето лице еднина. Интрат значи влегува. Ин, од англискиот јазик ви е познато во, интрат влегува. Одам во, влегувам во, ин, влегувам ин, влегувам интро, интрат, интрат. Влегува, значи интрат. Влегувам ин во собата и пеам тралала, тралала, интра, интра, ин во тралала, интрат, интрат влегува. Глагол